Во претходната лекција научивме да одредуваме процентен износ од дадена фигура, односно дел од дадена фигура да обоиме во дадена боја според даден процент. Во оваа лекција пак треба да научиме да одредуваме процентен износ од број, односно од некоја вредност. И еве, прва задача, која што верувам за сите вас ќе биде многу лесна е да пронајдеме некаква сличност помеѓу овие слики, диаграми представени овде. Во првиот ред се представени делови од даден број, дадени како дропка. Една половина од 52 е 26. Една половина од 10 е 5. Слично и во втората слика од првиот ред, но овде само се бара 1/4 од дадените броеви. И сега верувам дека вашето досегашно знаење лесно ќе го поврзете и ќе дадете објаснување и за добиените вредности во фигурите, сликите во вториот ред. Се бара во втората слика, односно во првата слика од вториот ред, 50% од броевите дадени во зеленото поле, додека пак во втората слика, во вториот ред овде, се бара 25% од вредностите кои што се запишани во зеленото поле. Обидете се да ги поврзете знаењата за еднаквост помеѓу процент и дропка и верувам сосема јасно ќе ви биде објаснувањето што следува, а е наша задача да го научиме за денешниот час. Како се одредува процентен износ од број, односно вредност. И пак ќе се потсетиме, научивме како даден дел од вредност да го запишеме како процент. Например, колку проценти се 6 месеци од годината, или пак 25 денари од вкупно 100 денари. Во овој дел имаме обратна задача, слично како и во претходната лекција. Само што овде не работиме со фигури, туку со броеви. Како од даден број да одредиме колкав е делот кој што одговара на дадениот процент. И уште еднаш, тој дел од целината што одговара на дадениот процент се нарекува процентен износ. Еве го објаснувањето и конкретна една задача. Вели колку е 20% од 800 денари. И чекорите во одредување на 25% од вредноста 800 денари се слични како и во задачата кога боевме дадена фигура во даден процент. Првиот чекор е дадениот процент да го запишеме како дропка. 20% е 20 од вкупно 100. И уште подобро е дропката да ја скратиме. Па пократењето 20% всушност ни е дропката 1/5. И сега, да одредиме 20% од 800, значи е исто како да одредиме 1/5 од 800. 800 го делиме на 5 еднакви делови. Секој од тие делови ќе биде по 160 денари, што значи 1/5 од 800 денари е 160 денари и 20% е исто со 1/5, па одговорот на задачата е дека 20% од 800 денари се 160 денари. Повторно уште еднаш, нашето знаење во оваа лекција го поврзуваме со претходно наученото за наоѓање на износ, но зададен како дропка, затоа што процентите лесно се запишуваат како дропки. Да ги погледнеме примерите кои што треба да ги решиме. Во првиот пример за вас се бара да пополниме една табела
и јасно да ја разбериме поврзаноста на одредувањето на процентен износ со одредување на дел од износ даден како дробка. И еве вели да ја пополниме даденава табела. Бидејќи 10% е една десетина, па 10% од 200 денари е исто со една десетина од 200 денари, а 200 денари поделено на 10 дела се 20 денари. И сега внимавајте, ако знам дека 10% од 200 денари се 20 денари, тогаш 5% ќе бидат тие 200 денари поделено на 2, односно 10 денари. 10% од 200 е 20, а 5% значи половина од 10%, што значи половина од 20 денари. И сега, ако ги знам овие две пресметки од претходно, односно дека 10% од 200 денари е 20 денари и 5% од 200 денари е 10 денари, тогаш можам да пресметам и 15% од 200 денари. Само треба да ги соберам 10% кои што се 20 денари и уште оние 5% кои што се 10 денари. Па тогаш 15% од 200 денари ќе ми биде вкупно 30 денари. Уште еднаш, во нова задача, сега треба да пресметаме колку е 30% од 200 денари. И пак, во целата таа пресметка, да ја користиме првичната пресметка, во која што рековме дека 10% од 200 денари е 20 денари. Ако 10% од 200 денари е 20 денари, тогаш 30%, значи овие 10%, да ги помножам со 3. Тоа значи 20 го множам по 3, па 30% од 200 денари ќе бидат 60 денари. Некои познати и едноставни пресметки за процентен износ можеме да ги користиме при посложени пресметки. Еве во следниот дел. Вели, бидејќи 50% е една половина, па 50% од 200 денари всушност е една половина од 200 денари, што е 100 денари. Иако 10% од 200 денари е 20 денари, тогаш 60% ќе значи тие 20 денари да ги помножам по 6. Што значи 60% од 200 денари е 120 денари. Еве, ако 10% од 200 денари е 20, а јас треба да одредам 80%, што би значило 8 пати по 10%, тогаш овие 20 денари ги множам по 8, па 80% од 200 денари е 160 денари. Вака размислувам, за да ја пополнам оваа табела. Барам едноставни проценти, оние што лесно можам да ги пресметам. Еве, 50% од 200 денари е половина, тоа значи 100 денари. 10% исто така е едноставена пресметка, бидејќи 10% е една десетина, па тоа би било 20 денари. И сега, ако знам дека 10% е 20 денари, на половина 5% е 10 денари. За да пресметам 15%, можам да соберам 10% и плюс 5%, односно 20 денари и плюс 10 денари, тоа се 30 денари.
За да пресметам 30%, можам 15% да ги удвојам. Па ако 15% се 30 денари, тогаш 30% ќе бидат 60 денари. Ако знам 50% од вредноста и 10% од вредноста, за да одредам 60%, можам претходно споменатите 50 и 10% да ги соберам, односно 100 денари и 20 денари е вкупно 120 денари. И ако сакам да одредам 80%, а веќе знам колку се 50% и 30% од таа дадена вредност, тогаш можам да ги соберам, затоа што 50% плюс 30% е вкупно 80%, односно 100 и вкупно 60 денари ќе ми даде 160 денари. Вака можеме да размислуваме кога сакаме да пресметаме некои посложени процентни износи. Односно, со помош на пресметки за процентни износи од едноставни проценти, можам да пресметам процентен износ за било кој процент. Да го погледнеме и следниот пример. Се разбира, доколку нешто не е јасно, ќе да објасниме на часот во училница. Следниот пример бара да пресметаме колку е 20% од 60 денари. И вели, 20% е која дробка? Овде веднаш се бара скратената дробка и 20% е 1/5. Па затоа вели 20% од 600 денари е исто како 1/5 од 600 денари. А за да пресметаме 1/5 од 600 денари, се разбира 600 го делиме прво вкупно на 5 еднакви делови. И 600 денари поделено на 5 еднакви делови е 120. Затоа 1/5, односно 20% од 600 денари е 120 денари. Секоја петина, односно секој од тие 20%, ќе представува 120 денари и внимаваме овде и можеме да направиме проверка на нашите резултати, знаејќи дека целината е вкупно 100%, а дека нашата целина овде дадена во вредност е 600 денари. Значи 20%, односно 1/5 од 600 денари е 120 денари. Накратко да погледнеме што ни се бара и во примерот број 3. Се бара да одредиме колку е 22% од 600 денари. И бара од нас да се потсетиме дека во претходниот пример пресметавме 20% од 600 денари е 120 денари. Но нас ни се бараат 22%, што значи ни недостасува да пресметаме колку е уште 2% од 600 денари. Наместо 2, прво ќе пресметам 1%. 1% е 1 стотинка, па 1% од 600 денари, значи 600 да го делам на 100 еднакви делови и тоа е 6. 1 стотинка од 600 е 6. И ако на 1% одговараат 6 денари, тогаш 2% ќе бидат 6 и плюс уште 6, 12 денари. Па за 22% од 600 денари ќе пресметам она што го претходно пресметав како збир сега. Затоа што за 22% прво ми се потребни оние 20% за кои што пресметав дека се 120 и плюс уште сега пресметаните 2% за кои што го најдов износот 12 денари. Што значи 22% од 600 денари ќе бидат 132 денари. Примерот 4
од вас бара да пресметате 70% од 2000 денари. И секако постојат различни начини за пресметување, но овде од вас се бара 70% прво да го представите во дропка. 70% е 7 стотинки, но упростено тоа е дропката 7 десетини. Што значи ние треба да пресметаме 7 десетини од 2000 денари. И за да пресметаме 2000 денари, ќе го поделиме на 10 еднакви делови. И секој дел ќе биде по 200 денари. Но тоа значи дека 1/7 е 200 денари. А нас ни требаат 7 десетини. Размислете и внимателно пополнете ја оваа табела. Се разбира, на крајот, преку кликнување на финиш, можете да извршите и проверка на вашите одговори. Примерот број 5 бара да пресметаме 83% од 2000 денари. И секако можеме слободно да користиме веќе пресметани резултати. Односно, тоа што пресметавме дека 10% од 2000 денари е 200, но нас ни требаат 80%, односно 8 пати повеќе. Ке ни недостасуваат и уште тие 3%. Внимателно пресметајте ги до крај и потоа можете да добиете и конечен одговор на тоа колку е 83% од 2000 денари. А во примерот 6 пак се бара да дополните тврдења уште еднаш, да ја разберете поврзаноста и можноста за ментални дури пресметки на процентни износи. Па вели, ако 20% од некој непознат број е 400, тогаш 10% од тој број ќе биде на половина, односно 200. Затоа што 10% е 2 пати помалку од 20, што значи износот ќе биде 2 пати помалку од 400. Внимателно размислете и пополнете ги и резултатите, но и образложението за вашето размислување. Уште еднаш. Постојат различни постапки. Една постапка вели: кога сакаме да одредиме процентен износ од некоја вредност, процентот го претвараме во нескратлива дропка, односно запишуваме како дропка, а потоа ја кратиме и одредуваме делот целина даден во дропка. Односно, ако имаме 25%, тоа би значило 1/4, па 25% од даден број е исто како 1/4 од тој број. При одредување на процентен износ можеме да примениме и пропорционалност на процентот и соодветниот процентен износ. Колку пати е поголем процентот, толку пати е поголем и процентниот износ. Ако 10% од 50 денари е 5 денари, 20% од 50 денари би било 10 денари, 2 пати повеќе. И за процентот, и за износот. Ако пак сакаме да пресметаме 30% од 50 денари, тоа значи 3 пати поголем процент, што значи и процентиот износ е 3 пати поголем во однос на овој првиот што го пресметавме. Друга постапка е пак кога одредуваме процентен износ, прво да одредиме едноставни и најчесто користени процентни износи кои што се однесуваат на 1% и 10%, а потоа да примениме соодветна пропорционалност. Например, ако знаеме дека 10% од 200 е 20 и 1% од 200 е 2, за да пресметаме 30% исто така од 200, ќе ни треба 3 пати по 10% и плюс уште 5 пати по 1%. Така би добиле вкупно 35%.
и пропорционално го зголемуваме и износот. Односно, сега ќе имаме 3 пати по 20 и плюс 5 пати по 2. Што значи 35% од 200 е 70. Слободно дорешете ги примерите за кои што зборувавме накратко и се обидов да ви помогнам и да ви ја олеснам работата при решавањето дома. Ги очекувам вашите прашања за време на часот, а овде се и задачите со кои што ќе се занимаваме во училницата. Погледнете ги и дополнителните ресурси кои што ви стојат на располагање. Можеби ќе ви помогнат подобро да разберите одредување на процентен износ од број односно вредност и истото да го извежбате, за да имате брзина во решавање и размислување. Ви благодарам за вниманието и се гледаме во училницата.